Пука во медиумите, а вели се борел за нивна слобода. По атакот врз Алфа, Заев конечно пред нашиот микрофон, зошто напаѓа неаргументирано, не одговори. Се правдаше со познатата реторика. Неговата влада минативе 2,5 години направила многу за слободата на медиумите, на што бил посебно горд. Се поставува прашањето дали слободата на медиумите е етикетирање на национална телевизија, поради тоа што е критички настроена кон власта. Иако сега од СДСМ се пишманат, Алфа претходно од пресалата во седиште на партијата беше прогласана за антидржавен елемент кој се финансира од црни пари и шири лажни вести, кои според Заев оставале трајни последици. Лажните вести уништиле цели држави, уништиле цели општества, уништиле семејства и нанеле трајни последици. Кога ќе се појават тие лажните вести, секогаш јавно ќе ги посочиме и ќе ги коментираме и ќе ги кажуваме. Поранешниот премиер порача дека лажните вести требало да се посочуваат, коментираат и кажуваат. Алфа повторно реши да помогне и да го послуша советот на Заев во борбата против лажните вести, кои уништуваат држави, семејства и цели општества, како што вели лидерот на СДСМ, е еден од примерите како изгледа фейк њуз користен во предизборна кампања. А што се однесува до Уставот, гарантирам, одличен Устав имаме. Европски Устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на Уставот. Бидете спокојни. За подсетување, постигнувајќи го договорот од Преспа, токму Зоран Заев прифати менување на уставот поради промена на уставното име на државата. Заев исто така се фалеше дека Македонија добила датум за старт на преговори со Европската унија. Инаку лидерот на владачката партија, кој вели се залага за слобода на медиумите, се уште нема прифатена поканата од Алфа телевизија за дуел со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Тој ниту денеска не кажа дали прифаќа да седне во Алфа со Мицковски. Јас заедно со нашите PR тимови определуваме кој е соодветен момент за воспоставување на дуелите. Инаку претходно лидерот на ВМРО ДПМН ја прифати поканата за дуел со Зоран Заев пред камерите на Алфа телевизија.